Наред се минутите за тема на денот. Мој вечерашен гостин е универзитетскиот професор Горан Начевски, председател на Сдруженијето на металурзи на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Професоре, ние сме во една, условно кажеме, на светска, глобална, може да се рече и криза, меѓутоа побарувачка на минерали кои што се случува во светот, раст на цени на метали и така натаму. Имате една дефиниција нова геополитика на минерали. Што значи тоа? Вака се, нова геополитика на минерали, тоа е највеќе значи синџирот на добавување на тие суровини, на критични минерали. Кај нас можеме да видиме во моментов во тие критични минерали влегуваат не само металните минерали, него и неорганските минерали и енергетските минерали. Дали цената ќе расте или опаѓа зависи од побарувачката и понудата на таквите минерали. Нивната тие критични минерали всушност се користат во дигитализација на општеството, во зелената економија, во целата индустрија. Начинот на добавување, односно синџирот на добавување на тие минерали е многу значаен. Еве сега во моментов имаме проблеми со нафтата и бензинот во моментот. Знаеме дека кога имаме случување некој, цената расте автоматски бидејќи не можеме да добиеме дојдеме до тие добро. Тоа значи дека за ние кои се може да ги дефинира, кои се тие критични минерали? Тоа е нешто што во моментов е голема има голема побарувачка, тоа се најчесто ретките метали кои се користат кои се користат во добивање, во складирање и добивање на електрична енергија, оствари за енергетиците, добивање на електрични производство на електрични возила, сега тој што не е најголем тренд, но и во користење на компјутерите за дигитализација и на пример за со растот на вештачка интелигенција уште побарани ќе бидат. Секако кои минерали се тоа? Најчесто се метални минерали и тоа бакарот, кадмиумот, никелот, каде што се сместуваат, се користат за добивање на батерии. Ако речеме, кога збориме критични минерали, на што мислиме, тие ги нема или не се ископани? Ги нема доволно. Значи, побарувачката на нив е многу поголема од понудата што има во моментот. Да, некаде не се ни ископани, но некаде се користат и си ги чуваат за себе. Значи, тие што ги држави што ги поседуваат, си ги преработуваат и ги користат за сопствено производство. Ако правиме една, например, анализа по светот, кои делови од светот во моментов се најексплоатирани на тие минерали и каде Македонија стои? Има ли направено анализа дали во Македонија? Кај нас, да, направени се геолошки испитувања. Во светот најголем производител и извозник, односно и затоа и се дефинирани како критични минерали, Европската унија ги има дефинирано со уредба, бидејќи увозот е 95% од Кина. Значи, таму се тие производството. Кај нас од геолошките испитувања докажано дека имаме дел, пред се бакарот во големи количини, златото како благороден метал, но има и мали количини на кадмиум, индиум, палатина, паладиум, кои што се во склоп на олово-цинковите концентрати, кои што исто така се експлоатираат кај нас. Ние сме да речеме некоја статус кво состојба веќе по период. Во моментот, да, тоа значи дека имаме потенцијал, но не е потполно неискористен. Направени се минералните испитувања, докажано дека постојат, но сега не ги искористуваме. И всушност ова се нашите 5 минути кои што може да поминат и да не да останеме, затоа што овие критични минерали сега во моментот се потребни метали. Може би требаше прво да ви објаснам и за јавноста што е минерал, што е метал, како се стига до метал. После некое време може истото да се рециклира. Значи, кога веќе ќе се заситат, а тие се за неколку децени, тие метали кои што се сега во моментот критични, може би нема веќе да бидат критични. Значи, имаме во јавноста незнаење што е минерал, значи минерал како суровина, што е руда, што е концентрат и на крај што е метал. Просто можеме да ви кажеме преку бакарот. Имаме минерална суровина која што во својот состав има бакар. Кога се ископува рудата, во својот состав има 0,2% само бакар. За да можеме да се искористи, односно да се издвои бакарот од него, се концентрира.
процесот на концентрирање на рудата се врши со дробење, мелење, флотација, може да биде и со магнетна сепарација и добиваме концентрат кој што има 20 до 30% бакар во својот состав. Значи тука имаме еден процес на концентрирање на металот и ова веќе влегува во металушките процеси. Заедно со рударството, ова е металушка подготовка, ние го нарекуваме. Потоа, тој концентрат е всушност основа за производство на металите. Значи, концентратот како таков оди на топење, па потоа на електрорафинација, односно електролиза и се добива метал со 99,9% бакар. Тоа се прави све на едно место или Најдобро е да се прави на се на едно место. Ние во моментов имаме мал процент што се произведува во Бучим како метал. Обично застануваат кај концентратот, но економски најисплатливо би било да можеме тој процес да го заокружиме и кај нас да биеме постројки каде што и ќе се, како што е, например, направена Фени, и каде на времето со Ржаново, кога се користела таа руда, каде што ќе се искористува, вади рудата и ќе се добива метал. Во минатото ние Македонија имаше поприлично такви капацитети. Дел од нив денеска не функционираат, но има доста идеи, начини како да се разработи, да речеме, тој дел од индустријата во Македонија, но има и, да речеме сега, поприлично и отпор од активисти и така натаму, дека тоа може да биде процес кој што во иднина би довело до загадување. Имавме такви некои случаи, да речеме, со 2-3 случаи со Иловица, мислам, и не знам кои беа други поврзани околу тоа, дека има концесии па не профункционира. Сега, како да се најде некаков баланс на тоа? Како Македонија, кога веќе зборуваме дека ние имаме, нели, потреба светска од такви минерали, има анализи дека може ги има, како да се стави Македонија на таа карта да имаат и граѓаните некаква придобивка, а при тоа да имаме добра, здрава средина? Вакви проекти, како што се спомнавте и Ловиц, претходно имаш и други кои што беа одбиени, секој за себе си е посебен проект. Овој проект на Иловица, знам дека како што се запознаем сега по статус на околу концесиите нешто, се уште не е започнат. Имаше некои измени на претходниот проект што го имаат од еколошки аспект, баш заради влијанието на Сдруженијата од животна средина кои што беа изрично против. Моje лично е мислење дека потребно е да се вклучи научната јавност, да имаме тука некоја комуникација помеѓу инвеститорите, локалното население и овие здруженија, за да се објасни и да се прифатат критиките што ги имат, затоа што ние кај нас, например, кај нас на факултет има дојдено проекти кои што предлагаат некои техники кои што предлагаат стварно неприфатливи, да се буши, да се стави киселина, таа киселина да се повлече како концентрат, што би донело до загадување не само на почвата и подземните материјали, со годишно никако да не би можело тоа да се, ама кога ни го донесоа тој проект како проект, беше јавено и ова се применува некаде. Да, се применува каде што не е населено, во Сибир, во Русија или во Австралија, каде што немаме подземни води. Да, така да сепак треба да има некоја транспарентна комуникација и разбирање и отстапки од двете страни. Ама од економски аспект е многу важно да се гледано за државата. Значи, буџетот извоз на кога има веќе побарувачка, автоматски ќе расте цената и понатаму. Сигурно нема да остане на овие цени кои што ги има во моментов. Буџетот како на државата, така и на локалната заедница ќе биде дополнет, ќе има нови вработувања, доколку се заокружи тој процес до добивање на метал, 10-кратно поскапо ќе биде отколку ако се извезува како концентрат. Така да тука покрај металургијата, рударството, металургијата, вклучени се и уште други сектори кои што се потребни. За металургијата е потребна многу голема количина на енергија. Значи електрична енергија ќе се троши, потребни за транспорт. Тоа ќе биде потребен да се изврши модернизирање на целата
инфраструктура, транспортна инфраструктура, која што све сведува на инвеститорот кој што би требало да го направи. Кога зборуваме за дебата што велите ви почуе на слушате, јас имам чувство дека во јавноста во Македонија се спомне рударство некако одма тоа е штетно, така не се. Вие сте сепак од она стручна јавност. Како да се согласни на луѓето дека не секогаш се негативни? Така е. Затоа што ако не постои рударство, веројатно нема да постои. Така е. Ние имаме историски долго време во Македонија се врши рударство, значи се извршува рударство. Ако го земе Алшар, да речеме, или некои други рудници. Рудници кои што се со векови назад, но и сега во моментов има рудници кои што функционираат. Така да тука се запазуваат законските регулативи кои што се усогласени сега со европските. Малку ни е проблем тие правилници како ќе се како би се спроведувале, затоа што имаме треба да имаме инвеститори кои што ќе бидат еколошки одговорни. Значи, они сами да вршат мониторинг и да користат најдобро достапни техники. Државата може да ги зајакне капацитетите на контрола. Е така, тогаш би можело да имаме, но сепак и да се праша и научната јавност. Значи, на секој проект кој што е, за да можеме да кажеме да, може ова да се спроведе, не може да биде и како ќе влие врз животната средина. Добро, еве според вашето искуство во Македонија може да се спроведе практика на европско или како модерно рударство, како се вели? Секако, затоа што имаме такво законодавство или треба? Имаме законодавството ни е баш такво, само проведувањето ни е малку сега во момент и контролата проблем. Треба да биде по континуирано, претпоставувам. Треба да имаме мониторинг, континуиран мониторинг и на излезните на воздухот, водата и почвата. Добро, имаме ли кадровски потенцијал у државата, металурзи за да можеме да експлоатираме, преработуваме и правиме пари од тоа? Тука не е најголемиот проблем. Интересот за оваа професија е многу мал. Сега во моментов бараме и поддршка и од државата, затоа што многу мал број на студенти се запишува на Технолошко-металуршкиот факултет. И покрај тоа што имаме многу добра соработка и преку Сдруженијето со индустријата кои што даваат стипендии за сите што ќе се запишат на металургија, на бројот на е многу мал. Број на студенти последната година беа 6 души само, од кои што 3 мислам дека продолжија во втора година, многу мал е. Нема интерес или нема интерес. Повеќе одат на овие дигиталните студии на финки, на некои што се поблиски до компјутерите. Но овде сега има стипендија која што е многу добра, што ме и мотивира за да се продолжи студирањето. Се надевам дека понатаму ќе има поголем интерес и на вакви емисии, да го кажам со мислење дека потребна е и за државата, но од друга страна ова е занат. Ке нас се изучува заварување, ке нас се изучува металургија и златарат. Значи може не да работи само во овие големи металуршки капацитети, него може да си работи сам. И веројатно претпоставаме и малку по друг пристап на политиката во поглед на тоа. Со оглед да го гледаме дека Германија го враќа военото производство, нуклеарните централи во Франција ги враќа. Да, затоа што немаме пристап, значи она што го спомнав на почетокот, немаме оној синџирна достава ни е прекинат и автоматски мораме да си бараме некои нови извори на суровини, дали се тоа енергетски, метални, минерални, неминерални. Државата ги консултира вас како експерти, како професори, како металуршкиот факултет? Не, многу малку во овој период, да ви кажам искрено, сега веќе има некој интерес, ама претходно имавме многу поголема соработка. Благодарам за господин. Благодариме на вас.